Позитивната листа на лекови не е ревидирана повеќе од една деценија. Последните измени се направени во 2012 година. На позитивната листа има непотребни лекови кои со години веќе не се произведуваат, а оние кои на граѓаните им се потребни и за нив живот значат, воопшто ги нема на позитивната листа. Некои од лекарствата дури и не може да се набават, бидејќи ги нема никаде во аптеките низ државава. Потребно е да се ревидира позитивната листа, бидејќи има долго време што не е то ревидирано. Во моментот има недостиг на на карбамазепин, лек за епилепсија и можда и други лекарства. Граѓаните се жалат, бидејќи секој месец треба да издвојат голема сума на пари за да ја обезбедат потребната терапија. Она што лекарите ни го препишуваат, некогаш не можеме да го најдеме. Тогаш сме принудени од фармацевтите сами да бараме лекови во замена кои се малку поевтини, а исто така не се на позитивна листа. И лекарствата се навистина скапи, тоа можам да кажам со сигурно дека. И треба да се преземи нешто кај што е барем овие што се основни, што се лекарства, да бидат малку на позитивна, да имат народов малку некој бенефит. Скапи се некои. Ги има, скапи се. И сега на позитивната па има, па не се ефикасни. И тоа е многу битно. Тоа е иначе ова што е сега зборува и случај со претходниве за грозата што човекот почина, дошло од небрига на државата. Министерот за здравство во заминување Беким Сали вели дека најнапред многу важно било да се усвои правилник кој што ќе биде објективен, а не правилник кој што ќе им даде можност за печалба на одредени производители за сметка на други компании. Работната група работела на правилникот и на измените на законот за лекови, но прашање е кога новите лекови ќе се најдат на позитивната листа. Очекувам во текот на оваа година да бидат усвоени двете групи на лекови и пациентите ќе може да набавуваат нови иновативни терапии по пониски или па без доплата. Според динамиката на движење, работната група требало веќе да почне со првата група на лекови кои што се од примарна листа на лекови, односно тие што се купуваат по аптеки, а во втора фаза ќе биле внесени на позитивна листа и новите лекови.